Преку научно-истражувачки методи применети во емпириско истражување да се даде објаснување на сајбер насилството меѓу учениците, нивните перцепции и препознавање за да се дадат препораки што се применливи во различни образовни системи. Ова е целта на проектот на Правниот факултет во Кичево, а финансиран од МОН под наслов Употреба на дигитални платформи и распространетоста на сајбер насилството во училишната средина. Се по загрижувачкиот замав кој го зема овој современ вид на насилство меѓу учениците, итно бара и нова методологија за успешно справување со него, сметаат универзитетските професори кои се вклучени во овој проект. Идејата ја добивме тоа што претходно со дел од тимот имаме работено слично истражување на територијата на општина Битола, меѓутоа генерално на сите видови на булинг меѓу учениците. Зошто дигиталните платформи? Затоа што учениците голем дел од своето време го минуваат на социјалните мрежи и сметаат дека често пати нивните активности таму се наивни и не предизвикуваат штета, дури голем дел од нив не ги припознаваат одредените облици на сајбер насилство. Со овој проект ќе бидат опфатени сите 8 плански региони во земјава, односно 32 основни и средни училишта, со минимален примерок од 1600 ученици со целосна полова структура. Врз основа на резултатите, покрај научно-истражувачки извештај и брошура и трудови, треба да произлезе и методологија за едукативни сесии кои што ќе се одржат во минимум 8 училишта, каде што резултатите ќе покажат дека најчесто се случуваат одредени облици на сајбер насилство. И на крај ќе излеземе со неколку научни трудови кои што ќе бидат објавени во референтни списанија и на тој начин да придонесеме и во делот на збогатување на научната литература која што би го покривала сајбер насилството и третманот од страна на дигиталните платформи, но и да ја развиеме свеста за сајбер насилството во училишната средина, односно да ја препознаеме дали постои воопшто таквата свест. Инаку, сите активности што досега се правени од други институции, повеќе се насочени само кон давање на информации или пак кон едукација, но без научно-истражувачка позадина. Од тука е и реална потребата да се реализира вакво сеопфатно истражување, уверуваат универзитетските професори.